Веќе сме назад во студиото, како што и најавив на почетокот на емисијата, сега ќе зборуваме за крлежите. Доктор Драган Кочински е веќе во студиото на телевизија 24. Докторе, ви благодарам што ја прифативте мојата покана. Благодарам за поканата. И мислам дека ова е баш време кога треба да се зборува, односно да кажете како да се превенира и како да се постапи во време ако може да забележиме дека на дел од телото, дали на нас, дали на децата, има залепено или нанесено крлеш. Прикачено крлеш. Има ли посебно место во природата или опасност од крлежи каде може да го закачиме или тоа може да се случи во секој парк во нашето обкружување? Така, значи крлежите првен се паразитни организми кои што припаѓаат на групата на пајаци. Тие најчесто ги зафаќаат животните, овци, кози, коњи, кучиња од домашните миленици, а случаен домаќин, односно случајно го зафаќаат и човекот, тогаш кога човекот навлегува во нивното природно живеалиште. Тие не летаат, не скокаат, него едноставно се прикачуваат врз кожата на човекот или врз облеката. Од каде, да ве прекинем? Од каде? Тие се на некои растенија, на тревата, на земјата, каде најчесто се скриени? Да, значи тие најчесто се наоѓаат на влажни и зелени површини, сакаат влага, сакаат потемно, така да ги има во шумите, ги има посебно на преодните зони помеѓу шумата и поле. Добро. На ливади, ги има и во урбаните средини, во паркови, во дворови каде што има треви, тревнасти површини, посебно повисоки треви, и ги има посебно покрај потоци, реки, езера, таму каде што е влажно, сакаат влажно, сакаат зелено. А откако ќе се прикачат на човекот, тие всушност цицаат крв бавно и после тоа можат да се откачат. Некои од крлежите, не сите, пренесуваат и болести. Кои се опасностите? Ете, ги спомнавте. Така. Од што може да се плашиме? Значи, повторно ќе повторам, не сите крлежи пренесуваат болести, тие што се инфицирани пренесуваат, да. Од болестите кои што се пренесуваат преку крлежи, а се значајни, тука се рикециози, лајмската болест, конгокримската хеморагична треска, туларемија може исто така да се пренесе преку крлежите. Тоа се некои од болестите кои што ги имаме во Македонија. А исто така не мора да пренесе болест, но крлежот при самиот убод на местото може да настане локална воспалителна реакција кај човекот и исто така може да направат и алергиска реакција по каснувањето од крлежот. Значи тоа се тие некои опасности кои што ги предизвикува самиот крлеж. Како најризични за болестите всушност се лајмската болест, како што кажав, и конгокримската хеморагична треска за Македонија. Со какви симптоми е тоа? Лајмската болест оди првично со симптом на како крукче, со црвено крукче околу каснотија од крлежот, а потоа тоа се мигрира низ целото тело, значи се пренесува црвенилото по целото тело, а се јавуваат и некои други симптоми како температура, општи симптоми, но ги зафаќа и зглобовите и може да има болки во зглобовите. Додека пак конгокримската хеморагична треска е малку посериозно заболување, кое што да, оди со температури, кај дел од луѓето ќе биде и асимптоматски, ќе биде и со полесни симптоми, но кај дел од луѓето настануваат крварења и за жал може да заврши со смртен исход. Веќе имавме во последните 2-3 години 6... Лани ми се чини дека имавме смртен случај. Предходната година, значи 2023, значи веќе имавме 6 случаи на секаде низ државата, значи не се сконцентрирани на еден регион, еден заврши за жал со смртен исход. Тоа е поради тоа што не се реагирало веднаш или не, таков е текот на болеста, значи едноставно настануваат крварења, на секаде може да настанат низ телото тие крварења и текот на болеста е до тој степен да може да оди да заврши за жал и со смртен исход во висок процент, доколку не дека не се реагира навремено, но доколку не се јави на доктор навремено пациентот, доколку не биде можеби препознаена болеста навремено и соодветна терапија тука за вирусните заболувања и нема некоја соодветна, мислам поред. Тоа доколку него почувствуваме дека е на нас навремено.
како треба да се реагира, треба веднаш да се отиде на лекар, можеме сами да го извадиме или тоа е ризик? Така, значи најчесто и нема да го забележиме крлежот. Нема да забележиме кога не каснува, заради тоа што кога се прикрепува за кожата, всушност се испушта еден како локален анестетик и ние не осеќаме болката. Може да не го ни видиме дека е прикачен на нашето тело. Како комарец кога ќе те касне не е такво. Да, не е такво, значи доколку не е видливо, да речеме, од каде што сами можеме да го видиме и може и да не го забележиме, да си го ако е на носиме со задниот дел од телото, да, и тој може и да падне после одредено време и да ние воопшто да не знаеме дека сме биле каснати од крлеж. Значи може да немаме никаков симптом. Но доколку настанат воспалителен процес, како што кажав претходно, ќе осетиме дека нешто има, или доколку го видиме дека сме дека го имаме крлежот на нас, веднаш треба да се јави пациентот на лекар и во здравствена установа, во стерилни услови, да биде изваден крлежот од страна на здравствен работник. Зошто? Затоа што доколку се вади во домашни услови, што често се прави, а треба да се избегнува, при вадењето на крлежот, сепак да главата на крлежот да остане во организмот и тогаш да направиме дополнителен проблем да се накалеми бактериска некоја инфекција, или пак додека го притискаме, ако е заразен на телото, може заразниот материјал да го впуштиме во организмот и човекот да се зарази на тој начин од болеста што ја носи крлежот. Затоа се препорачува во здравствени установи, во стерилни услови да биде крлежот изваден. Колку пати се случувало да имате пациенти од домашни услови што сгрешиле? Па најчесто пациентите какво е лекувањето тогаш? Најчесто пациентите ги вадат, посебно во руралните средини, ги вадат крлежите во домашни услови и затоа апелирам уште еднаш, таков беше и случајот кога бевме на увид во селото во Штипскиот регион, кога беше случајот со конгокримската хеморагична треска, апелираме да се вадат во болнички услови, заради тоа што после тоа и да не е заразен крлежот, може да се јави локална инфекција, ќе треба да се направи локално чистење на местото, да се даде профилактички, доколку лекарот смета, антибиотска терапија. Што е, така спомнавте, од медикаменти, од лекови, што се користат после? Најчесто тоа е по препорака на лекар, по мислење на лекарот. Најчесто се дава антибиотска терапија, се дава например за лајмската болест, се дава доксициклин, но тоа е сепак одлука на лекарот. Има услови доколку крлежот бил прикачен повеќе од 3 дена или значи има некои услови кои што сепак е проценката на лекарот и пациентот, состојбата сепак на пациентот да оцени каква терапија ќе треба да се даде. Спомнавте и за домашните животни, па и милениците. Така. Дали како треба да се постапува со нив и каде ги носиме, се разбира ветеринар, меѓутоа што доколку се случи проблеми со нив, а не знаеме. Да, значи пред се треба да внимаваме на себе си. Значи кога одиме во шума, например, на ливада, на излет или во парк, секогаш треба да внимаваме како сме облечени. Тоа морам да го напоменам, заради тоа што треба да имаме облека која би требало да е светла, да имаме со долги ракави, долги ногавици и да спречиме да можност да крлежот да се прикрепи на телото, да нема експонирани делови од телото. Истото важи и за милениците. Кај ни веќе не можеме тоа да го правиме со облеката, но кога ќе се вратиме дома, проверка на себе си, да се видиме дали, затоа што се прикрепуваат и на облеката, внимателно кога се вади облеката, ако знаеме дека сме биле во предели со високи треви посебно, значи внимателно кога се вади облеката и преглед на телото на експонираните делови, дали можеби негде се прикрепил крлеж и доколку имаме милениче, преглед на миленичето, доколку има приклепено крлеж на него, се носи кај ветеринар. Најголемиот дел од скопските населби и општини сега имаат проблем со високата трева. Оправдувањето е дека немаат доволен број на работници, ангажирани сезонци кои што навремено ќе ја искосат. Што се случува во Институтот за јавно здравје? Имаме ли зголемен број на граѓани кои што имаат проблем со крлежи?
Како се состојбите? За сега нема пријавено заболувања. Значи, кои што има пријавено индивидуални, но нема пријавено заболувања кои што се пренесени преку кралежите. Немаме годинава пријавено, значи, конгокримска хеморагична треска, лајмска болест и да има, тоа се индивидуални и мал број на случаи, така да за сега, за среќа, немаме зголемен број на пациенти со такви болести. Од што друго треба да се внимава овој пролетен период? Кои други инсекти може да направат проблем? Во пролетта се буди природата, нели? Се будат и инсектите, всушност тие се присутни тука, но сега и ние како луѓе навлегуваме во нивното природно живеалиште. Тука се и песочните мушички, посебно кои што пренесуваат друг тип на болест, како што е лешманиозата, почнуваат комарците, значи овој период од годината почнуваат ларвите, потоа и возрастните форми на комарците, а тука ни се и осите и пчелите, нели во пролетниот период, затоа што кај нив не треба да се внимава можеби за некое заразно заболување, но можно да предизвикуваат алергиска реакција кај луѓето, исто така и други инсекти кои што се присутни. Во однос на алергиите, како доктор да ве прашам, се зголемува бројот на граѓани кои што имаат проблем со алергиите, се намалува, како се третираат? Алергиите, мислите на тие што се од полен, од... ето, од пролетни алергии што се сега сезонски да ги кажеме. Да, пролетните алергии си се стандардни, тие си се секоја година си се регистрираат. Бројот е тој, значи нема некое варирање, односно луѓето си ги чувствуваат проблемите најчесто во тој дел од годината заради влијанието на поленот. Состојбата на алергијата ние ја носиме во себе си, но тогаш го имаме на што реагираме. Новите генерации се изложени на таков тип на алергии. Па сега се јавува кај сите луѓе, значи не е дека мора кај младите, значи може и на постара возраст да се јави алергија на било што. Така. И на животни, на инсекти, па дури и на лекови може и на постара возраст да се јави алергија. Значи препораката од експертите, од докторите е да не се земаат работите во своји раце, секако. Треба да се отиде на лекар и тоа да се направи што е можно побрзо и да се соодветно ќе си процени лекарот што треба да се направи во тој момент. Кај секој човек по индивидуално. Тоа што е добра информација е дека немаме зголемен број на граѓани кои што доаѓаат во Нема зголемен број на граѓани, но тука да напоменам дека Институтот за јавно здравје, односно нашата микробиолошка лабораторија, располага со реагенси за тестирање на сите болести кои што ги пренесуваат и крлежите и комарците, и затоа, значи, доколку матичен лекар, инфектолог се посомнева дека е возможно некој од заболувањата да се јави кај некој од пациентите, слободно може да се упати и за тестирање, и сепак доколку некој од граѓаните сакаат приватно, тоа може да го направат во нашата лабораторија. Да се проверат каква е состојбата. Да. Докторе, ова се последните информации кои што се за граѓаните. Јас ви благодарам за разговорот, се надевам дека ќе допреме до голем број од домаќинствата и ќе знаат како да превенираат пред се во овој пролетен период. Ви благодарам уште еднаш. Благодарам. Почитувани, сега ќе следуваме ќе одиме со третиот разговор, се разбира веднаш по паузата.